Дел е каде што ќе ни се обратат нашите почитувани гости. Денес имам чест да ги поздравам нашите драги гости од Македонски манифест. Возбудата е голема што имаме овакви ценети гости, почитуваниот Евтим Клетников, господинот почитуван Дардан Велецки, почитуваниот Светан Грозданов, мој лични пријател, Гавровски. Значи стварно очигледно. Дардан Велецки, дали ќе можам да седам да ве замолам? Имаш привилегија. Имам привилегија, кажам. Во контекст на ова што го кажа Блаже, јас сакам да се надоврзам. Каква состојба имаме ние денеска? Ние имаме еднопартиски систем. Ние имаме една партија. СДС и ВМРО се една партија. Лице и опачина на една партија. Сите бараме трета опција, а немаме втора. Ние на наредните избори треба да бараме втора опција. А тоа се овие луѓе овде, сите невладини организации, сите мали партии кои што ќе сакат да прифатат оваа идеја што ќе произлезе од овој собир овде, единствени да настапат пред јавноста, меѓутоа под други услови. Ние овде мислам дека треба да ги кажем условите под кои што овие мали организации и невладини организации, здруженија ќе прифатат да излезат на избори, ќе прифатат да гласаат. А тоа е една изборна единица, организирање на избори од една преодна влада или како ќе биде крстена, не од овие изроди, затоа што и едните и другите, значи едните и на другите имаат исти ментори, исти извори на финансирање, исти програмски цели, исти методи на владење. Лажи едни, лажи други, кради едни, кради други. Едни се откажа од Александар, други од Самил, едни од Илинден, други од Асмани. За Гоце Делчев више да не зборуваме. Ни го урна суверенитетот, ни го урна достоинството, ни ги окупира институциите. Ние имаме измеќари во власта, измеќари на туги интереси. Не на собствените. Ова не го правеле ни окупаторите. Окупаторите ова не го правеле. Да се смее цел свет. Праќаме пратеници во свет, кои ќе се вратат, јас се странам дека имам председател, се странам дека имам премиер. Тие ли ќе не организираат избори? Нема искачање на изборите, тоа ќе биде утопија. Пропаст за сите. Ма не ги гледам тие формални работи. Само да ги наполнат и кутиите. Нас треба да не е јасно. Не може ние да му нудиме на народот без алтернативност. Како тоа немаме алтернатива само Западот? Па народот е најмудар во оваа состојба. Народот знае дека магарето се кани на свадба не за да јаде и да пие, него да го товара. Што тражи ми не во Орскунија? Да платиме 250 милиона евра годишно? Да си ги затвориме сите профитабилни бизниси, да дојде некој да си ги земе. За НАТО веќе да не збориме. За да плаќаме 250 милиони евра годишно чланарина, за да може наша на Олива да ги продава пушките од Дијана и од Русија, да купува нови, понеквалитетни. За 10 пати поскапи пари. Грчки авиони да ти летат. Да би летат туги авиони овде. Што ќе ни се? Од кого ќе не бранат? чуваат грците, не чуваат, не окупираат. Па ние, тие мора да си го вратиме суверенитетот, мора да го вратиме достоинството на народот. Точно така. Тоа мора, што ќе добиеме на овие избори? Ја не знам, тука има представници на политички партии, на невладини организации. Што ќе добиеме со овој изборен систем? Фијаско ќе доживееме.
Па не ли гледаш? Патриоти. Па ако беа патриоти ќе искоче на време од парламентот ќе ги вратеа мандатите и немаше да дозвола да им купуваат пратеници. Немаше да им дозволат да им уценуваат пратеници. Немаше да им дозволат специјални единици, специјални обвинителства. Пржински влади. Што е тоа? Страмота. Уставен суд ли ова? До сега не се произнал на ниједна иницијатива која се однесува на избори. Што е со одлуката на референдумот од 30 септември? Која легитимитет има и опозиција и позицијата изборуваат за Европска унија и за НАТО? Па народот кажа не за Европа, не за НАТО, не за преспанскиот договор. Нема легитимитет ниједна партија да го поведе народот на избори и кон Европа и кон НАТО. Нема легитимитет. Народот си кажа на 8 септември 1991 година зашто е. Се изјасни народ. Искочи премиерот да го толкува законот. Па единствен надлежен орган да ги толкува резултатите од референдумот е Државната изборна комисија. Таа кажа, не е успешен. Па ние ја покаживме Државната изборна комисија. Како, нели, Јоканескан рече све. На 30 септември ние си го кажавме своето, не присинува да Добро се, добро се. Значи, ја погазивме Државната изборна комисија, волјата на народот. Кој е тој премиер сега мене да ми кажува, од тие што излегле, мнозинство се изјасниле за. Па чекај бе, кој си ти да толкуваш устав и закон? Се знае кој толкува. Немам право да чу. Нема никакво право. А за Европа не се надевајте крај. Европа нити имала намера, нити има намера да не прими. И ова све е во функција на создавање на нова државна творба, која што на елегантен начин ќе ги заобиколира одлуки до сега, нема веќе да ратуваат со сила и со тенкови, топови оружји, со војни, него со нови државни творби во кои што македонскиот народ ќе биде претопен. Нив не им смета името, не им смета државата Македонија, нив им света народот што го зборува овој јазик. Нашиот јазик го содржи кодот кој што го дешифрира минатото. Сите стари записи од неолитот до денеска се запишени на јазик кој што нам денес ни е познат. Има луѓе кои зборуваат тој јазик, можат да ги дешифрираат они стари написи. 19 и 20 век беа векови во кои се зимаше, се изнесуваше од Македонија, се кријаат трагите, особено писмените. Русите го зборуваат македонскиот. Ајде сега еве да не зборуваме за тоа, го зборуваат, ние го знаеме, ама проблем и тие се наукат. Русија е последната држава што треба да дојде до удар. Стратегијата на Западот е да се уништат прво сите оние луѓе што го зборуваат тој јазик, а окружуваат Русија, да останат последна. Не ни направива ништо, нас русите позитивно, ама и ние не направивме ништо да привлечеме некој друг. Дали русите, дали кинезите, дали некоја трета сила. Па ние мора прво да бидеме пријатели. А ние сме првите космополити во Европа. Ние му дадовме правец на светот да владе без родство, без погроми, без асимилација, со признавање на тугите народи, тугите јазици, тугите религии. Ни тоа им смета, ни тоа го знаат. И ден денеска ние треба да живееме со сите. Не треба да правиме избор меѓу исток и запад. Него да ги прифатиме оние кои што нас ќе не прифатат. Ама како народ со достоинство, со име, идентитет и јазик. И затоа мојот предлог е довека никако на избори. Така. По други услови. Затоа ништо нема да Само ќе им направи